почитувани новинари, медиумски работници, почитувани присутни. Во предизборниот период зборувавме дека општина Центар ќе биде отворена и транспарентна, затоа по повод 100 дена од мојот градоначалнички мандат сакам пред граѓаните да сумирам што сработевме во овој изминат период. Во првите 100 дена јас и мојот тим се фокусиравме на клучните проблеми кои ни ги посочија граѓаните при нашите малски средби во предизборието. Пристапување на функција веднаш се зафативме со отпочнување на постапки за отварање на ново комунално дејност во јавното претпријатие Паркензи на општина Центар со цел да го подигнеме нивото на хигиената во нашата општина. Сите процедури околу постапките и анализите треба да завршат набрзо, пошто општина Центар ќе биде единствената скопска општина која има свое комунално претпријатие. Во меѓувреме организиравме и големи акции за чистење во сите основни училишта, различни локации низ општината, како и во градежниот факултет, од каде собравме повеќе од 7 тона смет. За само 100 дена, општината е веќе почиста, но работа има уште многу. За раззеленување на нашата општина засадивме 1008 нискостеблести садници на потекот на улица Орце Николов и поставивме 50 жардиниери на улицата Бојамска 2. Од таму ги извадивме бетонските топки кои беа пречка на возачите. Решивме еден голем проблем со сообраќајот кај пекарата Силбо и ја подигнавме безбедноста на пешаците со тоа што поставивме 47 столпчиња на улицата. Започнавме вистинска градежна офанзива во првите 100 дена. На почетокот на недела започнавме со реконструкција на улицата Дебарца и продолжуваме со улицата Црвена вода и Партизанска, како дел од реконструкција на 14 улици кои што следат во општина Центар. Претходно поставивме нова водоводна мрежа на улицата Ото Жупанчик во Дебармал. Извршивме уплата на 35.000 евра за реконструкција на кровови и лифтови, со што овозможивме обнова на 6 кровни конструкции и поправка и санација на лифтови во 9 згради. Во делот на урбанизмот извршивме неколку вонредни инспекцијски надзори на водно по повод новите градби и будно ја следиме состојбата. Јас уште еднашка го повторувам моето предизборно ветување дека нема да толерираме никаква отстапка од законските прописи. На улицата Самуилова на Кале веќе отстранивме нелегално изграден објект на непознат инвеститор. Стануваше збор за објект од втора категорија со димензии 10 метри на 5,5 метри изграден од армирана бетонска конструкција. При овие интервенции клучно е дојавата од граѓаните и затоа практикувам лична средба со жителите. Во неколку наврати досега на моја покана се сретнав со жителите на Водно од улица Мирослав Крлежа, Ленинова, жителите околу пазарчето Боњаковец и Црвениот крст. Новие средби и на отворените денови во општината секогаш представуваат и присуствуваат и представниците од општинските служби, со што граѓаните директно добиваат одговори за нивните проблеми или барања. Новие средби граѓаните не информираат дека дел од нив чекаат и по 10 години за легализација на објектите, пошто потпишав 100 решенија за правна собственост на објектите. Исто така го исполнивме и предизборното барање на лицата со оштетен слух и им овозможивме бесплатно паркирање на сите паркензи на ПОЦ низ целата општина. Ја подобруваме и состојбата за пензионерите. За нив отворивме пензионерски клуб во трговскиот центар Беверли Хилс и сега бараме локација близу универзалната сала за да го отвориме и вториот. За пензионерите го продолжуваме времетрањето на услугите од проектот Нега на стари лица во домашни услови и воведовме административна помош од лица од општинските служби. Во образованието неодамна ги реконструиравме сите тоалети во детската градинка 13 ноември во објектот Јасмин и доставивме 100 пречистувачи на воздух во сите градинки и основни училишта на територија на општината. Доделивме и над 90 стипендии, а многу наскоро почнуваме и со доградба на учениците во основното училиште Коле Неделковски
Исто така, многу брзо почнуваме со изградба на првата градинка во населбата Пролет. За учениците од социјално ранливите категории обезбедивме бесплатни стоматолошки услуги во висина од 50.000 денари и доделивме 7.000 денари за 100 семејства кои имаат новороденчиња. Ова се дел од проектите на кои се посветив во овој изминат период. Општина Центар продолжува да работи на проекти кои се од интерес на сите граѓани.